Ниските температури извршија оштетување кај лозовите насади, а процентот на оштетувањето зависи од местоположбата на нивите, односно лозјата или надморската височина. Сега на крајот на месец февруари, кога речиси е при крај кроењето на лозјата во тиквешијата, тоа најдобро може да се утврди. Деноиве бевме на терен и на лице место ги прашавме агрономите какви се оштетувањето од измрзнувањето оваа зима и кои сорти најмногу настрадале. Ке имаме ли последици од измрзнувањето годинава, колку и беа тие ниски температури и што ќе наберат тиквешани оваа сезона? Имаме ли измрзнување од ниските температури во декември, односно во јануар? Измрзнување има некаде скоро и 100%. Тоа се главно пониските региони, покрај реките, на надморска височина под 250 метри поготово, таму измрзнувањето некаде се дури и до 100%, 80-100%. На некои места измрзнувањето се помали, зависно е реков и од сорт. Иако овие сорти се кајмне се подложни на мрзнење. Ева конкретно тука е Мишел Палиери, која што е мрзне, лесно мрзне. Веќе после минус 16 степени Целзиусови почнува со мрзнење. Кардиналот има тука одма над мене, меѓутоа и тој тука не е измрзнат повеќе од 30 на 40%, затоа што надморската височина овде е поголема и има и проветривост и така натака. Но реков од повеќе фактори зависи тоа мрзнење. Првен сорт е да речеме сортите, една од најосетливите да речеме кардинал. Тоа доскоро беше сорта број 1 од десертните сорти. Потоа веќе на минус 16 таа почнува да мрзне, поготоа ако е на пониски региони и во депресивно место. Понатаму вранецот, број 1 сорта од винските сорти во Македонија, од црните сорти, исто така е доста подложена на мрзне, веќе после минус 16 таа почнува да мрзне. Минус 17 почнува и смедеревката да мрзне. Па издржливи се да речеме ризлините, двата иранскиот и италијанскиот се доста издржливи, семионот е доста издржлив. Па и шардонето е доке минус 20 може, каберне совиньон некаде околу минус 19, минус 20 почнува и тоа да мрзне. Ама над минус 22 веќе скоро ниедна не може да издржи. Значи, тоа е околу сортовата отпорност на мрзнење, да речем така. Меѓутоа, многу битно и тоа каков е терен. Ако е тоа депресија, депресивно место, ниско, поготово ако е во близина на реки и така натака, каде што воздухот е повлажен, таму мрзнењата се многу поизразени. Да речеме кај нас Моклиште. Моклиште е на поголема надморска височина, иако реката таму минува, таму мрзнењето до минус 20 немаат гали, тие не мрзнат. Дури и Смедеревката таму не мрзна до минус 20. Над пониско од минус 20 почнува со мрзнење. Значи, меѓутоа, ако земеме ние Паликура, Корија, овде Росоман, овие тука пониските предели, манастирци така натака покрај реката, таму мрзнењата се доста високи, бидејќи надморската височина е мала, влажноста на воздухот е редовно поголема, така да таму е поголемо мрзнењето. Значи, иста сорта може да речеме на 350 на 400 метри надморска височина да не измрзни на минус 20, а да измрзни на минус 16 во некое депресивно место каде што лежат влажните воздушни маси. Ова година јас очекував да биде поголем процентот измрзнување, меѓутоа не е толку голем. Причина е што исклучително добро ја заврши вегетацијата виновата лоза оваа година. Исклучително добро, ретко вака добро завршена вегетација. Значи, се случи спонтано, листовите падна тек таму природно во ноември, значи ласарите беа добро припремени, значи доста храна има за презимување, со помалку вода во клетките, а повеќе гликоген и други хранливи материи кои што се потребни во клетката. Така да исклучително велам добро спремана беше лозата. Освен некои што претеруваат со наводнувањето, да речеме наводнуваат колку што не треба. Таму многу нема, таму и измрзнувањето се многу поголеми или претеруваат со прихранување во летниот период со азот, само со азот. Азот дава бујност, да речеме појадри зрна и така натака, иако за десертните сорти како што е моето баш многу азот не треба, бидејќи при еден поголем дош или пообилно наводнување пукаат зрната на десертните сорти, тој проблем го имат. Винсите го нема тој проблем, но во секој случај за вакви ексцесни температури ниски, мрзнењето кај таквите насади е многу поизразено.